Започна како обнова на еден училишен објект, а прераснува во една од најголемите инвестиции во средното образование во Охрид. Со околу 100 милиони денари, Охридската гимназија добива целосно нов лик. Дворот веќе е уреден, поставена е нова ограда, заменети се покривот, прозорците и вратите, реконструиран е системот за грење, а во следната фаза ќе се обноват подовите, спортската сала и фасадата. Со тоа и последното средно училиште во градот ќе биде целосно реконструирано. Охридската гимназија, вели градоначалникот Пецаков, еден од капиталните проекти на чија динамика работевме изминативе година и пол. Со комплетирање на сите овие чекори ќе го имаме и последното средно училиште на територија на општина Охрид, кое што ќе биде тотално реконструирано и со нови модерни услови за функционирање и за учење на оние на кои е потребно, тоа секако дека се учениците. Од владата посочуваат дека вложувањата во Охрид се дел од поширок инвестициски циклус во сите општини. При денешната посета на Охрид, премиерот Мицкоски истакна дека во изминатите 3 години преку централниот буџет се обезбедени средства за околу 1200 капитални проекти во вредност од приближно половина милиарда евра. Дел од нив веќе се завршени, а дел се реализираат, а останатите се во постапка за изведба. Овој објект континуирано се реновира, се инвестира во него. Така што ова е тоа кое што го очекуваат граѓаните од луѓето на кои што им ја дале довербата да водат. И ние како влада, локалната самоуправа, градоначалникот како градоначалник со својот тим овдека ќе продолжиме и понатаму да својот фокус го ставиме во Охрид и да испорачуваме проекти кои што ќе додадат вредност во квалитетот на животот на охриѓани и на граѓаните во Македонија. Паралелно со реконструкција на гимназијата, Министерката за образование најави нови вложувања во Охрид, инвестиции од околу 5,5 милиони евра. Освен модернизираниот регионален центар за стручно образование и завршените инвестиции во електромашинскиот училишен центар, следен наред е студентскиот дом Никола Карев, кој поради огромни долгови е затворен, но најдосна на почетокот од идната година ќе биде темелно реконструиран. Тоа е во лоша состојба. Да, ние направивме ревизија, свесни сме дека досегашното раководство крајно недомакински работело и во моментов е процес на промена на директорот, но сметајте дека тој студентски дом од денес е затворен, без оглед што ќе има промена на директорот и некаде очекувам пред крајот на годината да почне негова реконструкција. Студентските домови веќе требаше да бидат реновирани досега, но со максимално темпо и брзина која дозволива и реално остварлива ја поправаме таа ситуација. Двата студентски дома во Скопје ќе почнат со работа оваа година. Што се однесува на контролите кои Министерството ги спроведува во високото образование, Јанеска посочи дека досега се затворени 18 институти и една приватна висока стручна школа. Во процес сме вели на затворање на уште 5-6 институти, а се прават проверки во најмалку уште 5 универзитети.